Иако со краткотрајни прекини, General Motors со децении наназад е најголем снабдувач на американските владени агенции со возила. Затоа и не чуди честото обновување на некои модели како што се Chevrolet Suburban и неговата скратена верзија Tahoe, кои за наредната моделска година добија низа унапредувања. Како најстаро име на модел во активна употреба, дури од 1934 година, кога беше представена првата генерација, Suburban сам за себе е институција во американското автомобилско општество. Сегашната 12-та генерација не се продава баш така добро, за разлика од помалиот Tahoe, кој е двојно попопуларен меѓу купувачите, од кои повеќето се приватни лица. Ваквиот микс на таргет групи не му дозволи на General Motors да експериментира многу и затоа само ја унапреди проверената формула, дополнувајќи ја со неколку битни корекции на подрачјето на технологиите. Најважната се однесува на системот Super Cruise, кој е еден вид автопилот и овозможува возилата самостојно да се движат. Големото внимание е посветено на интериерот, додека дизајнерските измени се минимални. Кај механиката, 3-литарскиот дизел со 6 цилиндри е засилен на 305 коњи, додека V8 бензинците со 355 и 420 конски сили се задржани. Кај сите верзии единствен достапен менувач е 10 степен автоматски. Треба да се спомени и дека овие измени на Suburban и Tahoe кореспондираат со подпишувањето на нов договор тежок $300 милиони меѓу General Motors и американската државна администрација за снабдување со возила во наредните 10 години.